Ова се минутите кога излегуваме надвор од нашето студио и малку се шетаме или правиме прошетка или низ нашиот град или низ останатите градови од нашата земја. На почетокот споменавме дека денеска ќе патуваме во Берово, односно ќе погледнеме некои прилози кои што Кате на лице место токму таму ги подготви, но и помине еден убав ден или имаше едно убаво искуство во Берово, учејќи некои работи, особено кога зборуваме за беровскиот мед, зашто во Берово се прави најдобриот мед, ќе дознаеме во продолжение, ќе одиме на прошетка во Берово и исто така господинот Бошнаковски, пчеларот Бошнаковски, ќе ни објасни во продолжение повеќе за природниот малешевски полифлорен мед, кој што си го имаме тука и во нашата кујна во утринската програма. Ево, уживајте и вие во продолжение. Може да дојдете во Берово, а да ни прашате зошто токму овде се произведува најубавиот беровски мед. Лјупчо Бошнаковски е заедно со нас, тој е пчелар, ама и медар. И сега ќе ја дознаеме во оваа пригода што е разликата. Но прво да кажеме, Лјупчо, зошто во Малешевија има најубав мед? Малешевијата има најубав мед, бидејќи флората што ја гледате, бор, овошни насади, сливи, јаболки, круши и ливади со бела детелина, црвена и мајчина душица даваат да биде медот посебен, за разлика од другите делови во Македонија. Колку време сте со оваа дејност? Повеќе од 20 години и тоа ни представува како задоволство. Уживаме во работата. Како што рековте сега, треба да се прави разлика помеѓу медар и пчелар. Јас сум пчелар, значи повеќе години, а разликата што народот не знае што е меѓу пчелар и медар е тоа што пчеларот се грижи за пчелите да го одржува нивното здравје и се што е потребно во подолг период. А медарот е лице што го користи медот и може да тргува со него. Тоа е големата разлика. Разлика е една од големите разлики, иначе има и други, тоа е најбитно. Така. Што е битно за да се биде добар пчелар? Зборувате со нив? Што правите за да биде поубав медот? Па битно е, значи хигиената е битна и битно е, значи скоро секојдневно да знаете што им е потребно на пчелите, значи исхрана, вода, чист воздух, тука што имаме ние, чиста еколошка средина, богата полифлора, тоа е најбитно за квалитетен мед. Кога знаете дека медот е убав? Како тоа се знае? Се знае кога истиот треба да биде запечатен барем 90% од нектарот што е соберан од пчелите. Значи додека медот не се запечати, истиот не се вади. Сега, тука кај народ има и друга разлика, ќе земеме пример, пошто имаме ние бор во Берово и во другите делови Македонија продаваат боров сируп. Значи сирупот го прават луѓето, а медот го прават пчелите. Значи самиот сируп се прави од чекер, вода и цветови од бор, ама го прави човекот. А медот го прави пчелата, истиот човекот не треба ни да му одземе, ни да му додеде, ако сака да биде добар медот. Кога купуваме мед, на што се треба да внимаваме? Кога купуваме мед, треба да внимаваме медот да биде во тврда состојба или да го земаме од пчелар. Значи тие се две битни правила и по тоа се познава, значи, квалитетен мед и по самиот вкус, мирис, истиот кога се источува треба да има како бразди. Тие се основни работи за медот, како се познава квалитетен мед и оној сируп што викаме или други гликози што има препарати. Велите 20 години, ова некој го почна, па вие само го продолживте или вие ја почнавте? Не, јас го почнав, како хоби го почнав и година за година работевме, мисля, фамилиарно и дојдовме до тој степен што сме денес. Ве прашав дали треба да се зборува со пчелите заради тоа што искуството наше е нели дека почекуваме тие да не запознаат па да почнеме со снимањето. А ве слушнав сега им велите, добро е можеш да си заминеш сега. Значи може и муабет, да? Да, може, значи да си они вршат нивната работа, а ние да си ја вршиме нашата.
Еве една пчела која што сака да ме запознае. Да, и за крај на овој муабет, само кажете ми, зашто се е добар медот за оние кои што можеби не слушнал? Сега, медот е добар за регулирање прво на крвниот притисок, второ за регулирање на холестеролот, значи се намалува лошиот холестерол, се зголемува добриот. Добар е, многу има голема енергетска вредност. Медот, значи треба да го користат сите, од деца до постари луѓе, од здрави до болни и немощни, од спортисти, од лица кои се занимаваат со физичка активност и лица кои се занимаваат со умствена, значи медот е препорачен за сите да го употребуваат. Сега, тој може да се употребува, да се користи како чисмет, за сабаље се користи како утринска детоксикација, или може да се користи како засладувач на чај, млеко, лимонада и друго. Кога има најмногу работа пчеларот? Пчеларот најмногу работа има од март месец, мај да го земеме јуни, септември, август. Значи тие се клучни месеци кога највише има работа. Значи околу иззимјување, презимување, значи кога треба да се припреми пчелното семејство за зимување, кога иззимува, кога поминува зимскиот период и кога се вади, кога е медоберот. И кога се проверува здравствената состојба. Каде можеме вашиот мед да го најдеме? Нашиот мед можеме да го најдеме во Берово тука, кај мене, значи кога почне бербата ќе видиме како ќе биде, никој не знае, тоа се зависи од природните услови, од климата, но иначе климата е се посурова, значи лоши години се, али мора да се снаоѓаме. Ви благодарам за ова прекрасно искуство и тоа е тоа. Значи, токму вегетацијата и се она што значи убавина во Берово ја создава приказната и за најубавиот беровски мед.